Христијан Мицковски со неголема доверба меѓу граѓаните, а ВМРО-ДПМН е со највисок рейтинг од политичките партии. Ова го покажува најновата анкета на Институтот за политички истражувања. На премиерот Мицковски му веруваат најголем дел од граѓаните или 27,8%. Сите други имаат помалку од 10% доверба. Максим Димитриевски од Знаме со 4,5%, Димитар Апасиев со 3,3%, поранешниот премиер Димитар Ковачевски е со 1,8%, а Зоран Заев е со 1,7%. Од албанските политичари Али Ахмети е со највисок процент од 8,4%. Зад него се лидерите од Вреди, Изет Меджети и Билјал Касами со 2,2%, а потоа се Африм Гаши и Арбен Таравари со по 1,8% доверба од граѓаните. Од поранешните премиери и лидери на СДСМ и ВМРО-ДПМН е Бранко Црвенковски е со 2,3%, додека Никола Груевски е со 0,9%. Поранешниот председател Стево Пендаровски има само 2,5% доверба кај граѓаните. Во ниту еден политичар не веруваат 25,9% од анкетираните. Доколку следната недела има парламентарни избори, повторно ќе победи ВМРО-ДПМН. За владеачката партија би гласале 28% од анкетираните. За СДСМ гласот би го дале 10,1%, 8,9% за коалицијата предводена од ДУИ, а 7,8% одговориле дека ќе гласаат за Влен. Според анкетата, над половина од испитаниците очекуваат новата власт да биде подобра од претходната, а третина имаат позитивно мислење за составот на новата влада. Дека новата владеачка структура на ВМРО-ДПМН Вреди и Знам ќе биде подобра од онаа на СДСМ и ДУИ, сметаат 55,8% од испитаниците. Спротивно мислење имаат 11,1%, дека ќе биде иста, одговориле 21,9%, а не знаат или немаат одговор 11,2%. За новиот владин состав 33,2% од граѓаните имаат позитивно мислење. Анкетата на Институтот за политички истражувања е спроведена телефонски на примерок на 1089 полнолетни испитаници во периодот помеѓу 18 и 21 јуни 2024 година.